Драги пријатели, кога бев мал, татко ми постојано ми велеше да јадеме јаболка и сардини, од за мене непознати причини, веројатно затоа што беше здраво и за да бидам посилен, затоа што бев искривен како прашалник и тенок како гранка, како што ќе рече мојата покојна баба. По видеото во кое тој излегува од фрижидер или јаде цреши со вилушка, или она кога дели сендвич со паризер, српскиот председател Александар Вучик објави најново видео во кое јаде сардини и им испраќа порака на србите. Едно лице е повредено, а 4 домови се оштетени откако мал пикап експлодираше во американскиот град Адисон, предградие на Чикаго. Експлозијата расфрлала остатоци, облека и мебел по патот и пред куќите. Според локалните власти, делот пикапот удрил во носечкиот зид на една куќа, што ја прави куќата моментално небезбедна за живење. Причината за експлозијата било протекување на резервоарот за пропан на задниот дел од камионот, објавија локалните медиуми. Возачот на камионот е однесен во болница, а повредите што ги здобил не се опасни по живот. Иако мачките може да изгледаат мистериозно, тоа не значи дека не испраќаат јасни пораки. Иако нивните изрази на лицето не се толку лесни за читање како кај кучињата, мачките користат низа суптилни сигнали, звуци и однесувања за да го искажат она што го сакаат. Ако имате мачка, веројатно барем еднаш сте биле сведоци на нејзините ноќни настапи, трчање низ куќата, мјаукање, па дури и завивање. Според експертот за однесување на мачки, Аманда Кампион, причината за ова лежи во нивниот природен ритам. Мачките се така наречени животни активни во самрак и зори, што значи дека се најактивни во зори и самрак. Тие стануваат погласни ноќе бидејќи тогаш нормално би ловеле плен, објасни Кампион во видео што го сподели на својот TikTok профил. Наследниците на Шакира, 10 и 12 годишни момчиња со традиционални библиски имиња, зачекорија на музичката сцена и веднаш предизвикаа лавина од реакции. Нивниот прв настап стана вирален, а многумина коментираа дека нивниот талент јасно тече како крв низ нивните вени. Публиката веќе во нив ги гледа идните музички идоли на новата генерација. Познатата колумбиска уметница гордо застана зад своите наследници, охрабрувајќи ги да ги следат своите соништа уште од мали нозе. Снимката која се појави во јавноста ја раздвижи и публиката и обожавателите ширум светот. Ако од секогаш сте се прашувале каде кабинскиот персонал го поминува своето време на долгите меѓуконтинентални летови, време е да откриете. Стюардесата Грейс на TikTok објави видео од тајната соба за одмор на кабинскиот екипаж, што предизвика голем број коментари. Дојдете и видете каде спие екипажот во кабината на Боингот 787. На задниот дел од авионот има простор за одмор, каде што има 6 кревети, рече таа на почетокот на видеото, покажувајќи тесна соба до која патниците немаат пристап.